Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Голем е интересот на учениците за најдефицитарните струки во туризмот и угостителството. Започнува изработката на студијата за валоризација на уникатните природни вредности на Јабланица. Младенци од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности го подновија одделението за геријатрија. Да се отстранат пловните објекти кај Сараиште, Канео и Пештани. На повидок средба меѓу Зеленски и Путин на 15 мај во Истанбул. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност кој што ќе услови локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималната дневна температура изнесуваше 19 степени Целзиусови. Западна и југозападна Европа утре ќе бидат под влијание на циклонален систем кој што носи нестабилно време со поројни врнежи од дожд, претежно во Шпанија, Португалија, Франција и на југ од Велика Британија. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите, како и во источноевропската низина. Централна и Северна Европа остануваат под влијание на антициклон кој обезбедува стабилно, суво и релативно сончево време. На Балканот утре под влијание на слаба долинска циклонска активност ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 24 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи. Во северните и во централните предели ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 23 степени. Во Охрид во вторник умерено облачно време со сончеви периоди, во попладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува до умерен северен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност и со пораст на дневните температури. Минималната температура пак ќе биде во опаѓање и ќе се спушти на 5, односно 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19, односно до 21 степен. Во четврток во вечерните часови ќе имаме нестабилно време со врнежи од дожд. Во петок облачно време со пообилни врнежи од дожд и со пат на дневните температури. Минималната ќе изнесува 6 степени, додека пак дневната ќе достигне само 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски ги отвара вратите за новите ученици. Уписите се на 17 јуни, а интересот за најдефицитарните струки и профили во туризмот и ugostителството е голем. Угостителското училиште Ванчо Питошевски од Охрид подготвено да ги отвори вратите за новите ученици. Уписите се на 17 јуни, а интересот за најдефицитарните струки и профили во туризмот и угостителството е голем. Училиштето е комплетно реновирано. Условите за теоретска, но и практична настава се одлични. Реновирани се и собите во домот. Годинава отворени се 6 атрактивни профили. Се аплицираат прво на електронски, па третиот ден веќе учениците треба да ги донесат физички документите. А годинава имаме 6 профили, од кој еден е нов хотелско-ресторански техничар, другите 5 се исто колани, значи келнер готваш со 3 годишно образование, хотелско-туристички техничар, угостителски техничар за рурален туризам, тие се сите 4 годишни смерови. Значи и ги поканувам сите деца да дојдат да се запишат во нашето училиште. Во нашето училиште најбитна ни е праксата, практичниот дел за учениците. Во последниве години имаме голем број на ученици кои што ни доаѓаат од други градови, бидејќи во моментов најбарана струка на пазарот на труд ни се готвачите, како и конобарите, кои што се изучуваат во нашето школа. Готвачите се ценети, се добро платени, но нивните права треба малку да се коригира, тоест да се средат, да имаат малку послободно време, да имаат секако слободен ден во неделата, како и годишен одмор, како и сите останати работници во нашата држава. Ние би сакале да запишеме многу дечиња овдека, затоа што нашата струка е дефицитарна на пазарот на труд и е многу барана струката. Би требало да имаме интерес за да можат дечињата да се запишат во нашето училиште. Учениците се задоволни, велат, покрај праксата која е клучна да бидат подготвени да градат кариера, добиваат понуди за работа и добро заработуваат уште додека учат. Мојата струка е угостителски техничар, во трета година. Во овие 3 години, како што може да видите, се учи овдека. Имаш услови многу добри за да се вработиш. Местен сум во интернатот кој имаат одлични услови. Учам во училиштето Ванчо Питошевски, угостителски техничар. И моментално сум обечен во келнер. Практична настава имаме ние што сме угостителски техничари и келнер и вкуина. Добивам ангажмани, платени сме во текот на праксата, работодавачите се доста задоволни од нас и се договараме за понатамошна соработка. За доброто образование и стручноста на учениците и професорите доказ се многуте златни медали со кои што се китат учениците од угостителското училиште. Започнува првиот официјален чекор за прогласување на Јабланица за заштитено подрачје, изработката на студијата за валоризација на нејзините уникатни природни вредности.
Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општините Струга и Вевчани ја започнува изработката на студијата за валоризација на масивот Јабланица. Студијата ќе го оцени природното богатство на планината, вклучувајќи биолошка разновидност, живеалишта, геодиверзитет, хидрологија и многу повеќе, информираат од ресорното министерство. Планината Јабланица е природно богатство со висока еколошка вредност, дел од Емералд мрежата и потенцијален дел од Натура 2000. Во тек е реализација на програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Младинци на возраст од 14 до 18 години 2 месеци работат на анализа на потребите на различни категории граѓани. Потоа реализираат проекти од социјален, еколошки и мултикултурен карактер. Тоа се мали проекти кои прават голема разлика во заедницата, а учесниците се изградуваат како личности и стануваат дел од семејството на Црвениот крст. 6 младинци учесници во програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности го подновија оделението за гериатрија при Општа болница Охрид. Средствата за уредување на влезот и чекалната, како и за нов електричен систем за заклучување на влезната врата, ги обезбедија преку изработка и продавање ракотворби и со изнаоѓање донатори. Во реализацијата на проектот поддршка им беше десиминаторот Лина Јоноска. Оваа група, која што работеше на овој проект, се состои од 6 волонтери, со помош и на страни лица секако. Тие направија истражување пред да почнат со проектот за рандливите групи низ градот, на кои што можеш да им се помогне. Почнавме со работа пред 2 недели, официјално, и имавме многу работа. Почнавме прво со фарбање на зидовите, потоа молерисвевме, имаше многу дупки по зидовите, требаше ги пополниме, сменавме сјалици и направивме многу други ситници кои што се пополнаја и како да кажам, како цреша на крајот, купивме, ни донираја поточно електрична брава, која беше приклучена, која се аксесира со картичка и пин, бидејќи вратата не им се заклучуваше и тој им беше како монтирано. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма каде што младинци како потенцијални волонтери се стекнуваат со вештини и знаења за потребите на заедницата преку изработка на мали проекти. Тоа се мали проекти, но прават голема разлика кај нашите сограѓани на кои им е потребна поддршка или помош, вели Лина. Вкупно во целиот ПХВ проект ние ова година имаме 4 проекти. Едниот е еколошки, другиот е интеркултурен и имаме 2 социјални. Другиот социјален работи со клубот на глувонеми лица и со нив си прават работилници. Целта на ПХВ програмата е прво да се помогне на заедницата, бидејќи нели како што реков е на државно ниво и сите се трудат да променат нешто во заедницата, а и за нив како личности се изградат. Програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности повеќе од 20 години се реализира во Црвен крст Охрид како дел од националната програма на Црвениот крст на Македонија. Дел од улицата Даме Груев од денес затворена за сообраќај. Се известуваат сите учесници во сообраќајот дека од денес 12 мај поради реконструкција на дел од улицата Даме Груев целосно ќе биде затворен за моторен сообраќај делот од улицата од пресекот со улицата Македонски просветители до пресекот со улица Булевард Туристичка. Воедно се известуваат и сите жители на овој потек дека почнувајќи од денес да не ја користат оваа улица за сообраќај и да не ги паркираат своите возила на овој дел од улицата, со цел непречено одвивање на активностите, посочуваат од општина Охрид. Да се отстранат пловните објекти кај Сараиште, Канео и Пештани. Собствениците на пловни објекти кајчиња треба истите во најкраток временски период да ги отстранат од крајбрежниот појас кај локалитетот Сараиште, населбата Канео и село Пештани. Во спротивно општина Охрид и општинските јавни предпријатија ќе започнат акција за отстранување на истите на товар на собствениците. Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето пред почетокот на летната туристичка сезона, информираат од општина Охрид. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.